Добар ден, ученици! Јас сум Миланка Живковиќ-Цветковска, наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Христо Узунов Другово од Кичево. Тема на денешната презентација ни се штафетни игри. Штафетните игри се повисок степен на игри од елементарните, кои покрај строго утврдените правила, моторичката содржина и организација се карактеризираат со групна изведба и се во функција на надпреварување на принцип пренесување на задачата од ученик на ученик. Тоа е игра и надпревар. Изборот на игрите да биде во функција на остварување на целите на часот. Играта по структура на организацијата треба да дава одговор на можноста на учениците. Во играта да бидат застапени сите ученици, играта добро да се објасни за да можат учениците да ги разберат незините правила, групите во групата да бидат со приближно исти сили и можности, да се обезбеди потребниот простор и реквизити. Во текот на игрите наставникот да ги анализира обидите за некодектно однесување и да се научат децата на коректност и фер плей. На крајот од играта наставникот прогласува победник, а наоѓа пофалби и за поразената екипа. Ако има можност, се определува реванш надпревар со зајакнување на победничката екипа со ученици кои не можат да донесат победа за да се изравни резултатот. Во понатамошниот тек од часот ќе ви прикажеме неколку слајдови со штафетни игри. Штафета во вреќе. Учениците се делат на групи, значи од 5 до 8 ученици во една група, се наредени во колони на претходно одбележана линија. На одредено растојание се поставуваат најмалку 4 пречки. На првиот ученик во колоната му се дава вреќа со која што треба да ги стави нозете во неа и да скока со вреќата. Во оној момент кога првиот ученик ќе ги помине зададените пречки и се враќа назад, треба да му се даде вреќата на вториот ученик, кој исто така треба да ја помине патеката на истиот начин, се до последниот ученик. Победник е онаа екипа која побрзо ќе ја заврши играта. Значи, во понатамошниот тек на часот имаме рефлексија, значи би ги прашале децата што ви беше најтешко, а што најлесно во време траењето на играта. Кој дел од играта ви беше најинтересен? Одиме со следната игра, штафетни игри фатија топката. Учениците се делат на 5 парови наредени во 2 колони и свртени еден кон друг. Во рамки на еден пар, едниот ученик држи топка во висина на градниот кош, додека другиот ученик од парот се држи со двете раце за уши. Ученикот што ја држи топката треба да испушти топката од раце без никаков знак, а при тоа ученикот што се држи за уши треба да ја фати топката пред таа да падне на земја. По секој испуштање на топката, учениците во парот се менуваат, тоест сега првиот ученик се држи за уши, а вториот треба да испушти топката. Победник е оној пар на кој најмалку му паднала топката на земја. Значи имаме повторно рефлексија на часот, прашање дали ви беше лесно да се фати топката и да не се дозволи да падне на земјата. Дали ви беше тешко да ја фатите топката стоејќи на една нога? Колку пати топката падна на земја? Дали нешто би смениле во оваа игра? Следна игра е штафетната игра фризби. На теренот се одбележува линија за старт, а на 10 метри од линијата за старт се поставува еден конус. Учениците се делат обично во 2 групи од по 6 до 7 ученици во група и се наредени во колони на претходно одбележана линија за старт. На првиот ученик од секоја група му се дава фризби кое што треба да го постави помеѓу двете колена. Ученикот со скокање треба да го пренесе фризбито до поставениот конус, да се врати назад до линијата за старт, каде што треба да му го предаде фризбито на следниот ученик.
Ученикот што го пренесува фризбито не треба да дозволи фризбито да падне на земја, се додека се движи по патеката, а доколку фризбито падне на земјата, ученикот повторно треба да се врати на стартната линија. Победник е екипата која што најбрзо ќе ја заврши играта на време. Значи, рефлексија на часот, дали ви беше тешко да се задржи фризбито помеѓу колената, движејќи се по теренот, дали нешто би смениле во оваа игра, дали играта ви беше забавна. Следна игра се штафетни игри, грб со грб. Учениците се поделени на две групи составени од по 5 парови. Се одбележува стартна линија, цел и на теренот се поставува најмногу 5 пречки за едната и 5 пречки за другата група, при што пречките не треба да бидат наредени во права линија. Паровите треба да се свртени грб со грб, а топката се позиционира на грбот од двајцата ученици во парот. Учениците од двата пара треба да се движат внимателно по утврдена патека со пречки, минувајќи ги пречките со цик-цак движења, без при тоа да им падне топката. Откако парот ќе помине последната пречка со топката на грб, се зема топката во раце и со трчање парот се упатува до линијата за старт и му ја дава топката на следниот пар од сопствената група. При движење по теренот со топката на грб, ако топката падне на земја, парот повторно мора да ја земе топката и да се врати на линија за старт, да ја намести топката на грб и без ничија помош да тргне да се движи повторно по патеката. Победник е онаа група чии што парови најбрзо ќе поминат патеката со пречки. Значи, повторно имаме рефлексија на часот. Дали ви беше лесно да се помине патеката со пречки, со топката на грб? Кој дел од играта ви беше најтежок? Дали играта ви беше забавна? Дали имаше пар на кој ниту еднаш не му падна топката на земја? Одиме со следна штафетна игра, префрлање на топка. Учениците се делат на групи од по 6 ученици и се наредени во колони со претходно одбележана линија. На одбележаната линија до целта, растојанието треба да биде најмногу до 10 метри. Секоја колона добива по една топка и со неа ги спроведува зададените задачи. Првиот ученик од играта, со тоа што ја додава топката на следниот ученик позади себе и така се до последниот ученик во колоната и откако ќе ја добие топката со трчање, последниот од колоната оди и се позиционира на незиното чело. Победник во оваа група е што со правилно додавање на топката ќе стигне прв до целта. Повторно имаме прашања, значи рефлексија на часот, кое додавање ви беше најтешко, а кое најлесно? Кој дел од играта ви беше најинтересен? Одиме со следната игра, гаѓање на обрач во движење. Се избираат парови што ќе ги тркалаат хула-хопот од една на друга страна во зависност од тоа колку групи ќе има. Една група најчесто е составена од 4 до 6 ученици. Учениците треба да го погодат хула-хопот, со тоа се добива 1 поен или да го фрлат низ хула-хопот 2 поени со рака или нога. Во оној момент кога ќе заврши едниот играч, тогаш започнува другиот, се додека не се стигне до последниот од колоната. Победник е онаа група која што ќе освои најмногу поени. Прашања за рефлексија за крај на часот. Како успеавте да се координирате со групата? Што ви беше позабавно, со рака или со нога? Што ви беше најтешко, а што најлесно? Следната штафетна игра, патувачки хула-хоп. Учениците се делат во 3 групи од по 8 ученици. Сите ученици во групата треба да се држат за рака, формирајќи круг. Во рамки на секој круг се пушта по еден хула-хоп. Првиот ученик треба да се протне низ хула-хопот без
при тоа да го раскине кругот, а потоа да успее да го проследи хула-хопот до следниот ученик. Наставникот треба да внимава од кој ученик започнува кругот, за да може точно да утврди кога ќе се комплетира цел круг. Целта на оваа активност е што е можно побрзо учениците да се протнат низ хула-хопот за еден круг. Прашање: дали ви беше лесно да се протнете преку хула-хопот? Кој дел од телото ви беше најлесно да го протнете низ хула-хопот? Дали ви беше потребна помош од другите ученици во групата за да се протнете? Дали играта ви беше забавна? Дали запознавте нови другарчиња? Одиме со уште една игра со хула-хоп, тимски хула-хоп. Учениците се делат во две групи. Групите се наредени во линија и се свртени едни спроти други на растојание од 2 метри. Првиот од колоната започнува со провлекување на хула-хопот со рацете од нозете кон глава, додека вториот продолжува од главата кон нозете и така неизменично се до последниот ученик од колоната. Победник е онаа група кај која хула-хопот прв ќе стигне до крај. Повторно имаме прашања: што ви беше најтешко во оваа игра, што ви беше најлесно? Дали играта ви беше забавна? Ви благодарам за вниманието.